Винарската визба Тиквеш во 2017 година успеа двојно да го зголеми извозот на вино во шишиња, а за 3 пати по вредност. Вината на Тиквеш се пијат на 25 пазари во светот и стануваат се попретпознатливи од светските критичари. Доказ за квалитетот на македонските вина и сорти е и престижното признание трофеј за најдобро црвено вино од Македонија за виното Вранец Special Selection од бербата 2015 година, која оваа година Тиквеш го доби на угледниот интернационален вински надпревар International Wine Challenge. Тиквеш е првата винарница од регионот која што го добива ова признание, а кое е доделено за вино кое е произведено од автохна сорта на грозје. Според Катерина Костовска, менаџер за извоз во винарската визба Тиквеш, оваа награда не е значајна само за Тиквеш, туку и за целата винска индустрија во Македонија. Особено Вранецот и наградата за Вранецот е значајна затоа што е native variety, односно домашна сорта од Македонија. Многу често и многу долго време имаше мислење дека Вранецот е тешка сорта за да се направи премиум вино, особено да биде прифатено на интернационалните пазари. Меѓутоа, трофејна награда веќе укажува на тоа дека не само што ги задоволува интернационалните техники на правење вино, туку и како се цени во светската винска критика. И ова е сигнал и за македонската винска индустрија, бидејќи добивањето на бронза, сребро е знак дека правите добро вино. Меѓутоа, кога добивате веќе злато и трофеј, е знак дека тоа вино е препознатливо, дека светските вински критичари го ценат и тоа е знак за Македонија дека треба да се развива и треба да понудиме плејада на стилови на Вранец во светот. Со ова, според Костовска, вклучително и 90 поени на Роберт Паркер, Вранецот на Тиквеш заокружи 2 значајни награди од светски критичари. Освен на европските пазари, каде што се ценети, вината на Тиквеш стануваат се попретпознатливи на пазарот во Кина и САД. Таа вели дека вкусовите на потрошувачите се различни, но на странските пазари во моментот тренд се бели вина, но секогаш се бара она што е претпознатливо на земјата. Воговно се преферира рекацители, се преферира тамјаника, се преферираат блендови како Александрија Куве во кои што влегува дел од тамјаника, потоа се преферираат розе вина кои што се базирају на база на Вранец, меѓутоа и на Пино Ноар. Странските пазари сакаат повеќе crispy light бели вина, значи бели вина кои што имаат свежина, кои што сликуваат некое поднебје специфично, меѓутоа секогаш купувачите бараат нешто што е препознатливо за земјата. И затоа тоа е и причина повеќе што треба да почнеме да работиме и на потекло, на origin на англиски или апелации, за да можеме да имаме уште поголем успех и препознатливост надвор. Костовска потенцира дека вината на Тиквеш имаат континуиран раст на продажбата и на регионалните пазари, каде што традиционално се претпознатливи кај потрошувачите, но конкуренцијата е голема, посебно во соседна Србија. Вели дека борбата на денешниот Тиквеш е да се позиционира со премиум вина на тие пазари и така да ги примами потрошувачите. Во Лондон, заради наградата која Тиквеш ја доби за Вранец, на иницијатива по повод 50 годишнината од работата на светски познатиот актер Иан Мекален, беше направена и специјална етикета по повод овој работен јубилеј, а на представата имаше и мини дегустација на македонско вино.